Ова собрание е составено врз база на изборна волја на граѓаните на Република Македонија. При составување на ова собрание, ниту една политичка партија и ниту еден пратеник кој што е дел од ова собрание не даде ветување за промена на Уставот во насока на промена на уставното име на Републиката. Напротив, коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН прецизно и јасно во својата изборна програма напиша дека нема да дозволи промена на Устав во насока на промена на уставното име, а коалицијата предводена од СДСМ низ говорите на сегашниот премиер господин Зоран Заев вети дека нема да има промена на Устав. Овие денови ги видовме тие видеа од изборите од 2016 во Прилеп, во Делчево на митинзите на Социјалдемократскиот сојуз. Што значи нема изборен легитимитет собранието да влезе во оваа процедура. Понатаму се распиша референдум еднострано од страна на владеачкото мнозинство, но и тука Уставот е прецизен. Членот 73 од Уставот на Република Македонија, ставот 2 вели одлуката на референдумот е усвоена ако за неа гласало мнозинство од избирачите кои гласале, доколку гласале повеќе од половина од вкупниот број избирачи. За промена на Устав, почитувани колеги, не постои консултативен референдум. Заради тоа што промена на правен акт може да се менува само во процедура предвидена во еднакво висок акт, а не во понизок акт. Ставот 4 од членот 73 вели дека одлуката донесена на референдум е задолжителна. Доколку на некого не му е јасно, пошто ги слушаме тие тези дека не можеме да го слушнеме гласот на оние што се против. Имаше едно старо предание за Отоманската империја, султанот кога ги праќал своите луѓе да види како е по царштината. Дошле првиот пат луѓето и викаат, многу критикуваат, луѓето сиромаштија, даноците големи. Султанот вика, може, кревајте ги даноците. Вториот пат ги праќа истите луѓе, се враќаат царскиве султански наместници и велат, чути рајата, сите се тивки. Тогаш султанот вика, намалете ги даноците, не чини работата. Тоа се случи овој пат на владата на Република Македонија. Затоа, мојот предлог од формално правен карактер е да се симне точката од дневен ред, заради тоа што ова собрание нема нити изборен, нити референдумски легитимитет да влезе во процедура на промена на Устав, за да се промени уставното име на Република Македонија. Благодарам.